Гласот на Америка на македонски, преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Додека председателот на САД се подготвува за големото годишно обраќање пред нацијата утре вечер, да видиме што донесе новиот извештај на Human Rights Watch, меѓународна група што ги следи човековите права во светот. Human Rights Watch смета дека западниот свет, особено Европската Унија, не врши доволен притисок врз владите на земјите да ги почитуваат човековите права. Меѓународната организација ја издвојува Унијата во овој поглед во 21-виот годишен редовен извештај за состојбата со човековите права во светот. Во соопштението по повод објавувањето на извештајот, извршниот директор на Watch Кенет Рот вели дека ритуалната поддршка на диалогот и соработката со репресивните влади е честопати изговор да не се стори ништо во однос на човековите права. Рот додава дека конструктивните диалози на Европската Унија се меѓу најистакнатите примери на овој глобален тренд. Во извештајот стои дека неуспехот на Европската Унија да изврши доволен притисок врз владите во Узбекистан и Туркменистан за промени најдобро го илустрира тоа. Watch ја повикува Унијата да покаже поголема заложба за човековите права и на домашно поле, особено во однос на мигрантите, со цел да ја проследи својата реторика за земјите од странство со сопствени дела. Извештајот го обвинува и американскиот председател Барак Обама дека не презал конкретни чекори за поддршка на човековите права. Американската државна секретарка Хилари Клинтон ќе го посети Мексико, каде со домакинката, министерката за надворешни работи Патриција Еспиноза, ќе разговара за билатерални прашања. Соработката во борбата против криминалот, за јакнување на конкурентноста на економиите на обете земји и модернизацијата на заедничката граница се меѓу најавените теми. Клинтон и Еспиноза ќе разговараат и за климатските промени. Посетата на Клинтон на Мексико доаѓа во време кога насилството поврзано со шверцот на дрога продолжува да царува во оваа земја, особено во областите долж границата со САД. Нарачајте бесплатен календар на Гласот на Америка за 2011. Појдете на www.glasnaamerika.com или пак на нашата страница на Facebook Глас на Америка. Во петокот, председателот Обама ја посети компанијата General Electric во сојузната држава Њу Јорк, користејќи ја како добар пример за успешна сторија среде бавното општо опоравување на американската економија. Темата на која Обама инсистира во последно време, особено во очи на годишното обраќање, е конкурентноста на САД во бизнес светот. Компанијата General Electric неодамна склучи договор од $750 милиони за изградба на гигантски парни турбини за индиска електроцентрала. Договорот создава стотици добро платени работни места за американците, што е голема цел на председателот. Но во овој свет, кој се повеќе се намалува, нашиот успех во овие напори ќе биде определен не само со тоа што го градиме во Скенектат, туку и она што можеме да го продадеме во Шангај. Сигнализирајќи промена во неговите економски приоритети, Обама го објави назначувањето на главниот раководител на General Electric, Джеф Илмет, за нов советник за работни места и конкурентност. Последниве 2 години беа за повлекување на економијата од работна пропаст. Следниве 2 години наша работа е да ја повлечеме економијата на забрзана лента. Имелт кој ќе остане во General Electric го заменува поранешниот председавач со федералните резерви Пол Волкер, кој заминува од функцијата по 2 години како председател на тимот економски советници на председателот. Имелт вели дека американските компании мора помалку да се подпираат на американски потрошувачи, а повеќе на потрошувачите во економиите во подем. Американските потрошувачи секогаш ќе бидат важни, но во наредниве 25 години веројатно нема да бидат движечка сила на глобалниот растеж. Тоа ќе бидат милијардата луѓе кои се приклучуваат на средната класа во Азија. При неодамнешната посета на Вашингтон, кинескиот председател Ху Џинтао објави $45 милијарди вредни договори со американски компании. Тие договори ќе генерираат 235.000 работни места. Но со високата невработеност, економиите велат дека САД мора да направат повеќе од тоа.
Првата дама на САД Мишел Обама и синџирот на стоковни куќи Walmart започна проект за поздрави и поевтини прехранбени продукти во САД. Проектот е дел од кампањата на Мишел Обама за поздрава храна за децата. Walmart, најголемиот ланец стоковни куќи во светот, соопшти дека ќе реформулира илјадници прехранбени производи за да бидат со поголема хранлива вредност. Планот е да се намали нивото на сол и шеќер во храната до 2015 година, да се намалат цените на храната и да се промовираат поздрави производи. Андреа Томас е виша подпредседателка на Walmart. At Walmart, we don't believe that any customer. Во Walmart не веруваме дека кој да е муштерија, кој да е американец, треба да избира помеѓу она што е достапно и она што е поздраво за семејството. Бројни произведувачи на храна, вклучувајќи ги Kraft Foods и Pepsi, лани најавија дека ќе го намалат нивото на сол во нивните производи. Како најголем ланец на продавници во САД, Walmart може да одигра огромно влијание во промената на прехранбените навики на потрошувачите. Проектот е дел од иницијативата на првата дама на САД за борба против прекумерна тежина кај децата во земјата. Мишел Обама смета дека вклучувањето на Walmart во понудата на поздрава храна е голема победа за американците. 140 милиони луѓе неделно купуваат во Walmart. I don't just feel hopeful about what this one company is doing. Имам надеж не само заради тоа што една компанија чини за здравјето на нашите деца, туку што чиниме како земја, а најповеќе што чиниме како поединци родители. Take care. Мишел Обама своевремено беше член на одбор на компанија која обезбедуваше производи за Walmart, но во 2007 се повлече. Одлуката ја донесе неколку дена откако нејзиниот сопруг во кампањата за претседателските избори најави дека нема да пазарува во продавницата поради малите плати и бенефиции на Walmart за своите вработени. А утре ќе ви го представиме новиот филм на браќата Коен, всушност ремейк на стариот вестерн True Grit. Утре во Newsflash, подобар од оригиналот од 60-тите. Така вели критиката за True Grit, за кој постои едногласност дека е вестерн од висок калибар. Гледајте во утрешен Newsflash. Ова беше Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. А за повеќе содржини појдете и на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.